Бисмиллахирахманирахим. Вие ја слушате брошурата Ахмадија движењето во служба на човештвото. Оваа кратка белешка спаѓа во склоп на изданието на Ахмадија муслиманскиот джемаат, вистинското лице на исламот. मेरी मौला मेरी ये एक दुआ है Ахмадијатот вистински ислам. Ахмадија заедницата, светски раширеното движење во исламот, е основана во 1889 година во Кадијана, мало место во Пенџаб, Индија. Хазрети Мирза Гулам Ахмад, основачот на движењето, тврдел дека е ветениот реформатор, чиешто доаѓање го чекале припадниците на разни религии ширум светот. Така, индусите го чекале Кришна, христијаните Месијата, будистите Буда, а муслиманите Мехдија Месијата. Со Божи упатства, Хазрети Ахмад, револуционерно обзнанил дека ќе се појави само еден таков реформатор, кој ќе ги представува сите оние кои се ветени и дека на крајот човештвото ќе биде доведено под закрилата на една универзална религија. Понатаму тврдел дека ветениот реформатор нема да се појави во независно својство, туку само како подреден на честниот пратеник на исламот. Тој верувал дека исламот е конечен и потполн животен законник за целото човештво и оттаму е неговото тврдење дека очекуваниот реформатор мора да се појави во исламот како потчинет на Хазрети Мухаммед салаллаху алейхи веселем, Божиот мир и благослов нека бидат на него. Тој тврдел дека неговото доаѓање конечно ќе биде вовед во златното доба на една универзална религија за која човекот долго сонувал и мечтаел. Движењето за краток период станало препознатливо ширум светот како важна и влијателна верска сила во борба за целите на исламот. Светата војна, рекол ветениот Месија, не треба да се води со материјално оружје. Тоа треба да биде потполно духовна битка, водена со оружје на разум и аргументи базирани на религиските вистини. Преобразбата на целиот светски поредок требала да се бара по пат на уверувања, логика, трпение и истрајност. Во името на религијата не треба да се пролева крв, а пак од друга страна, од никакво пожртвување и загуба не треба да бидат поштедени ако се наметнати против Ахмадијатот од непријателските сили кои се спротивставени на ширењето на вистината. Ова е Ахмадијатот во најкратки црти. Хазрети Ахмад и неговите следбеници. Кога во 1908 година Хазрети Ахмад умрел, повторно е воспоставена институцијата на халифати после долго временско растојание во традицијата халифат и Рашида, што е назив за златниот период на преземањето на оваа служба, кое следело после смртта на честниот Божи пратеник на исламот, Божиот мир и благослов нека бидат на него. Така, наследникот на Хазрети Ахмад добил титула халифа и тој е духовен, верски и административен поглавар на Ахмадија движењето во исламот. Халифата е избран за целиот свој живот. Сегашниот петти халифа е Хазрети Мирза Масрор Ахмад, кој е избран 2003 година, после смртта на својот претходник, Хазрети Мирза Тахир Ахмад. Околу 200 милиони ахмади муслимани живеат во 175 земји ширум светот. Големи ахмади заедници се основани во Пакистан, Индија, Индонезија и во голем број земји во Источна и Западна Африка, а меѓународното седиште е сместено во Лондон во Велика Британија. Ахмадијатот исто така успешно е втемелен во азиските и европските земји, како и во Америка и Канада. Семето на ахмадијанството е посејано и во источноевропските земји, како што се Полска и Русија. आया कर इनकी पेशानी पे इकबाल नावे इनके घर तक रोबे दज्जाल ना Посебни одлики.
преводи на честниот Куран. Една од најголемите услуги за исламот, која оваа заедница има чест да ја извршува, е преведувањето на честниот Куран. Честниот Куран до денес е преведен и печатен на следните јазици: англиски, урду, француски, германски, луганди, холандски, гурмуку, јоруба, дански, индонезиски, свахили, есперанто, италијански, бугарски, босански, фиџијан, хинду, руски, шпански, шведски, турски, латвијски, грчки, корејски, кикују, јапонски, португалски, бангала и виетнамски. Преводите на многу други јазици се во тек. Изградба на џамии. Ахмадија заедницата изградила илјадници џамии во многу краишта на светот. Ахмадиите првата џамија ја изградиле во Лондон во 1924 година. Заедницата денеска има завиден углед, бидејќи во Копенхаген, Гетеборг, Цирих, Франкфурт и Хаг ги изградиле првите џамии, што во тие градови воопшто биле изградени. Џамијата во Шпанија, изградена во 1982 година, има историско значење, бидејќи таа е првата џамија која е изградена после рушењето на муслиманската управа пред 500 години. Во 1983 година во Сиднеј, Австралија, е изградена убава џамија. Бројот на изградените џамии е во постојан пораст, бидејќи им се додаваат нови кои се градат ширум светот. Останатата литература. Ахмадија заедницата исто така дала голем и значаен придонес на полето на исламската литература. На сите важни светски јазици се издаваат книги и списанија со различни теми. Кога зборуваме за ахмадијската литература, после честниот Куран и традицијата на честниот Божји пратеник Мухаммед салаллаху алейхи веселем, Божиот мир и благослов нека бидат на него, треба да се споменат повеќе од 80 книги и брошури кои ги напишал Хазрети Мирза Гулам Ахмад, кои ги следела река од учени трудови од разни ахмади луѓе од перо. Весници и списанија. Заедницата издава многу весници и списанија на повеќе од 20 јазици. За илустрација ќе наведеме само неколку од нив. Review of Religion на англиски јазик, The Daily Al-Fazl на урду јазик, Синар Ислам на индонезиски јазик, Al-Takvah на арапски јазик, Le Message на француски јазик, Dea Islam на германски јазик, Al-Islam на полски јазик, Voice of Islam на јапонски јазик, Al-Nur на босански јазик. Помош на полето на здравството и образованието. И покрај ограничените средства, заедницата не ја занемарила потребата за отварање на образовни и здравствени институции. Најголема работа на ова подрачје е направена во Гана, Нигерија, Сиера Леоне, Замбија, брегот на Слоновата коска, Либерија и Уганда, во духот на братството со народите кои живеат во овие земји. Обединување на човекот во едно универзално братство. Со ширењето на Ахмадијатот во целиот свет, заедницата ја создала врската помеѓу љубовта и братството кај различни народи во светот. Никаква бариера поради бојата, расата или нацијата не може да застане на патот на ова благородно остварување. Ширум светот, заедницата несебишно и неуморно работи на обединување на луѓето и представниците на другите религии се повикани да се придружат на духовните собири, за да ја прогласат обврската за братство за човештвото. Финансии. Ахмадија заедницата е базирана на самофинансирање и е потполно независна. Покрај известните приходи од болниците и просветните институции, чиј што собственик е таа, главен извор на приходи се доброволните донации од членовите. Од секој член кој работи, се очекува редовно да издвојува дел од своите примања за заедницата.
Некои членови даваат третина од приходите. И тоа не е се. Кога се појави посебна потреба, халифата апелира на своите членови дополнително да извојат дел од своите средства и сите одговараат на повикот со многу ентузијазам. Меѓутоа, главната сила на заедницата лежи во преданоста на нејзините членови на идејата, што се огледува во големиот број на часови во доброволна работа секоја година. فسبحان الذي أخزى الأعادي فسبحان الذي أخزى الأعادي. Брошурата Ахмадија движењето во служба на човештвото е завршена. Еселаму алейкум.